Свет на ламбичката on air. Добро утро Скопје, добро утро Македонија. Јас сум Љупчо Златев, а вие го следите најновото издание на утринскиот подкаст на Радио Лидер. И ова утро, како и секое друго, ќе дискутираме за актуелните политички случувања во нашата земја, која се вика Македонија, и нормално ќе се обидеме да ги креираме трендовите и темите на денот. Мој гостин ова утро е Марија Митева, нов портпарол на ВМРО ДПМН, млада политичарка, нова дама на македонската политичка сцена. Имате ли слика со криминалец? Затоа што во македонската политика сосем е природно да се сликаат со убици, со дилери на дрога, и тоа го гледаме во изминатите денови. Добро утро од мене и добро утро до вашите слушатели. Јас жалам што во Република Македонија стана пракса политичарите да се сликаат и да имаат слики со вакви криминалци. Немам и нема ни да имам такви слики во друштво. Тогаш навистина ќе биде тешко да се изгради политичка кариера во оваа земја, особено имавме пред 2 дена на буквално на сама улица во Бутел, на улица по која дневно поминуваат илјадници автомобили, илјадници граѓани, имавме пукање, дури колку 60-70 куршуми беа испукани. Ова не личи на нормална држава. Ова е како на времето кога во Мексико се пресметуваа картелите, во Колумбија. Жално, да, се согласувам и баш ги следав настаните кои што се случува во општина Бутел. Она што мене да кажам ме загрижува е тоа што повторно луѓето кои што направиле такво дело се блиски пријатели до функционерите на СДСМ, и тоа треба да дадат одговор Социјалдемократскиот сојуз зошто во континуитет имаат пријатели и слики за кои цели се сретнуваат со такви луѓе. Еве како што гледаме човекот кој што загина во таа несреќна присталка пресметка е пријател на градоначалникот на општината. И градоначалникот тоа не го крие, вели, ние сме израснати заедно. Да, даде изјава дека станува збор за навистина негов близок пријател и дека тој немал лошо видено од таков човек. И безбедноста тука на државата е навистина под сериозен притисок и треба да се понесе одговорност за ваквите случувања на улиците во Република Македонија. Да бевме некоја западноевропска земја, веројатно дел од политичарите кои имале фотографии со такви луѓе би си поднеле оставка. Дефинитивно. Тоа го прави сериозен и совесен министр. Прашањето ми е следно. ВМРО ДПМН постојано реагира на овие случувања, но ние се повеќе гледаме во Македонија дека мафијата има сериозен замав во нашата земја, нашите улици се помалку безбедни. Што преземате вие како политичка партија во однос на ова и планирате ли да формирате една сериозна стратегија за нашата земја да се пресметува со криминалот од ваков калибар, затоа што висока корупција постои, ќе постои, постоела. Но ова е оно што може да ве задеси куршум додека одите по улица. Ви го разбирам прашањето. Она што во моментот ВМРО ДПМН може и ќе продолжи да го прави е гласно да ги зборува и да кажува дека ваквите настани во Република Македонија стануваат секојдневие. Но она што во иднина можеме да го ветиме како ВМРО ДПМН е дека соработката на политичарите ќе биде со граѓаните, а не со подземјето. Така што јас мислам дека за вакви постапки кои што на дневна основа се случуваат не само со криминалци кои што се од редовите и кои што се тука во Република Македонија, туку гледаме ние дека имаме друштво на нашите политичари кои што се од меѓународни размери, криминалци кои што имаат пасоши добиено и не станува збор за 1 или 2 пасоши, туку станува збор за 214 пасоши на луѓе кои што во другите држави од Европската Унија се барани со потерница. Таков е примеров со Седат Пекер, кој самиот кажа дека се сретна добар пријател на премиерот Зоран Заев, на кој му бил дома. Председателот на вашата политичка партија, господинот Мицкоски, изјави дека
добивал серија на закани поради неговите поради тоа што јавно говори нели за сите овие теми, помеѓу кои оваа за пасошите на криминалците. Сигурно е тешко како опозиција да се зборува отворено за овие луѓе кои не се плашат насред бел ден да испукаат 80 куршуми на Прометна улица. Да, и заканите кои што се упатени и кон председателот Мицкоски и кон останатите функционери на ВМРО ДПМН кои што гласно зборуваат и ги објавуваат овие скандали, не са новина, туку се континуитет кој што Социјалдемократскиот сојуз и останатите луѓе го применуваат преку разни канали и слично, се со цел да се запре дебатата по однос на ваквите случувања, но тоа не плаши, напротив не охрабрува се погласно да зборуваме, затоа што јас сметам дека секој еден од нас треба гласно да се спротивстави на ваквиот начин на функционирање и доколку само седиме отстрана и ги гледаме случувањата, а не делуваме, ние всушност сме нивни соработници. А тоа ВМРО ДПМН не е. Стануваме соучесници на еден или на друг начин. Додека во земјата се пука, нејзиниот премиер, нели имаше една дипломатска офанзива со серија на посети, беше во посета нели на Европската унија, беше во посета на ако не се лажам на каде беше во посета? Беше во Шпанија и на крај вчера кулминираше со посетата на соседна Грција. Дали мислите дека му е лесно на Зоран Заев на таа меѓународна сцена каде што веќе подолго време е отсутен да објасни што се случува овде и кои се луѓето кои практично го контролираат европскиот пазар со дрога, а потекнуваат од овде? Знаете како, кога ја најави Зоран Заев на негова европска агенда, јас се запрашав што на таа европска агенда ќе каже за својата македонска агенда, дали постои, дали ја има, дали работи за интересите на собствената држава и дали ова е само уште еден пат кога господинот Заев пред европските представници ќе излезе со неуспех, а тој неуспех иде директно на штета на собствената држава. Господинот Зоран Заев таму нема што да понуди, нема проекти, нема со што да презентира нашата Република Македонија, нема со кој успех да се пофали и со тоа да ги охрабри европските политичари да дадат својата заложба за патот на Република Македонија кон Европската унија. Гледаме дека го актуализира она прашање со Република Бугарија и дека вели дека оние работи кои што се во моментот на маса биле смешни, дека треба да се тргнат од маса, дека не треба да се преговара за македонскиот идентитет и јазик, кој што всушност тој сам го создаде проблемот и Зоран Заев изворот на проблемот кој што сега ние го имаме со Република Бугарија. Со овој налик на патриотизам мора да се признае дека Заев многу наликува на она последна фаза на Никола Груевски, кога буквално меѓународно нападнат поради нели серија на причини, тој се фати за патриотизмот. Некако многу ми делува ова како дежаву, особено што сега најголем патриот во нашата земја станува човекот кој го смени името. Јас не се согласувам дека перцепцијата на граѓаните дека станува збор за патриот. Зоран Заев никогаш не може да биде патриот после сите чекори кои што ги направи во изминативе години додека е на власт. А најмалце може да биде патриот затоа што за мене патриот представува човек кој што за собствената држава работи многу добро, работи посветено, се фокусира на проекти, се фокусира на напредок, на инфраструктура, на сите ресори кои што треба да имаат реформи за да ја видиме Република Македонија во Европската унија. Ние сега го зборуваме проблемот со Република Бугарија кој што е еден сегмент зошто ние не можеме да станеме членка на Европската унија, но има и втора страна овде, а тоа се реформите кои што во Република Македонија не само што не се случуваат, туку сите реформи и преговарачки процеси се вратени чекор наназад, токму заради политиките кои што Социјалдемократскиот сојуз ги испроведува, токму заради криминалот кој што царува, кој што го зборувавме во почетокот, токму заради сите оние бизнис делки кои што се пред интересите на државата и мислам дека со ваков начин на работа Република Македонија навистина има отворено проблем кој што идните генерации ќе треба да го решаваат. Добро, да, но ситуацијата е
таква каква што е во Македонија, ВМРО-ДПМН најави македонска пролет, нели дека нешто ќе се случува и ќе се борат против оваа власт на Зоран Заев и се што тој прави, но денес е веќе 14 мај. За месец дена ќе биде јуни, што значи практично ќе почне и летото. Каде е пролетта која ја најави ВМРО-ДПМН? Пролетта и офанзивата која што ја има ВМРО-ДПМН е во тек. Нашите активности ќе зборувам институционално во собранието никогаш не престана. Оние активности кои што следат во идниот период ќе бидат со фокус на локалните избори. Имаме навистина предизвик голем и она што се случува во општините и она што Социјалдемократскиот сојуз го нема реализирано, а ветано во своите програми. ВМРО-ДПМН веќе започна активности на терен да ги слушна проблемите, да види со какви вистински и реални проблеми се соочува секој еден граѓанин, да ги нотира и истите да ги преточи во Гледам дека нешто имате посети по населените места, по градовите, дека постојано се движите кон теренот. Дали ова е почетниот метод со кој нели партијата се стреми кон освојување на локалните избори и кога ќе бидат конечно објавени кандидатите за градоначалници, затоа што веќе би требало нели ова лето да имаат граѓаните слика за кого од прилика ќе треба да гласаат. Така, ве разбирам, станува збор за агенда која што имаат пратениците на ВМРО-ДПМН и вклучува повеќе од 500 населени места со кои што пратениците треба да ги посетат во идниот период и да се сретнат со граѓаните. Во однос на кандидатите за градоначалници морам да истакнам дека ВМРО-ДПМН активно работи на анкетирање, на собирање на предлози од општинските комитети, анализирање на потенцијалните кандидати и во периодот кога ќе имаме конкретни бројки кои и како е најдобар за определената општина, ВМРО-ДПМН ќе ги објави кандидатите со кои ќе извојуваме победа. Значи немаме се уште конкретен датум. Конкретен датум се уште. Нешто слично како датумот за Европската унија кој Заев го доби неколку пати, но никако 4 поточно. 4 пати добивме датума, се уште немаме. А резултира со вето. Од страна на Бугарија. Кога е во прашање Бугарија, ВМРО-ДПМН е практично партијата со најтврди ставови во однос нели на заштита на она што се нарекува македонски национален интерес, идентитет, култура, јазик и така натаму, но од друга страна евидентно е дека бугарските политичари, особено оние од ВМРО-БНД која сега веќе не е ни парламентарна партија, но и од порано владеачката ГЕРБ, знаат директно да го нападнат ВМРО-ДПМН, понекогаш дури со инсинуации дека наводно некои пратеници имале бугарски пасоши, па тоа се потврди дека нели не е точно. Од каде доаѓа тој антагонизам на бугарската нели државна политика кон ВМРО-ДПМН? Па дури доколку гледате бугарски медиуми, тоа сега имаме можност во Македонија откако Владо Бучковски нели им стана агент, евидентно е дека името на Никола Груевски се споменува како буквално најголемиот антибугарин во историјата на Македонија, барем она што можев јас да го видам по бугарските медиуми. Од каде доаѓа тој антагонизам? Па доаѓа токму од проблемот кој што го создаде Зоран Заев со склучување на договорот со Бугарија, каде што сега треба да преговараат двете држави за заедничка историја, каде што треба да преговараат за македонскиот идентитет и јазик, и јас не би го нарекла тоа можеби директно кон ВМРО-ДПМН, тоа е напад кон македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Ја слушавме и ја гледавме реториката која што беше употребена од страна на Република Бугарија, но она што мене ме загрижува е реториката која што ја слушнавме од власта во Република Македонија, како на национална телевизија ги буквално ја обезличува. Заборавивме на тоа полека. Мислам дека Зоран Заев е навистина велемајстор. Ке даде една изјава, ке го привлече вниманието и потоа кажа уште поголема глупост за ова да ја заборавиме. И ова е едно од таа што е заборавена, изјавата дека нели
Па оние небулози кои што ги истакнува и ги зборува Зоран Заев за мене не се така наивни, не се случајни. Во политиката нема ништо случајно и тоа што тој го кажува на таа бугарска телевизија доволно зборува за него и можеме само да го поставиме прашањето што и како зборувал додека траеле преговорите пред склучување на договорот со Бугарија. Еве, сега ќе се обидам да ги најдам. Имаше офнет извадено една плејада на мудрости кои ги има дадено Заев, но тоа ќе го сториме малку подоцна. Она што нели се остава впечаток и сите гледаат во Македонија дека некако како да тлее политичка криза која не очекува и како да тлее одредена промена, веќе отворено се дискутира и по медиумите, и по порталите, и по колумните за наводна експертска влада. Можно ли е да очекуваме експертска влада ова лето или наесен? Јас сега во однос на таа експертска влада би кажала или влада за национален спас која што ја зборуваше ВМРО ДПМН беше токму со цел да се запре со лошите политики кои што Зоран Заев ги спроведуваше, а се со цел да ги намалиме последиците кои што ќе дојдат на Република Македонија како што е сега проблемот со Европската унија, но и со економијата која што тоне, со образовниот систем, со здравствената криза која што беше актуализирана и ако се сеќавате во определен момент СДСМ посакуваше да има заедничка влада во која што ВМРО ДПМН кажа дека со ваква криминална влада не планираме да учествуваме и да правиме било каква коалиција. Значи експертска влада без СДСМ е единственото решение кое вие како партија го прифаќате. Да, тоа е влада која што ќе биде составена од експерти, која што ќе се занимава исклучиво за доброто на државата и нема да биде како да кажам под спрегите на Социјалдемократскиот сојуз и под нивен диктат кој што понатаму ќе донесе полоши политики. Да, но кога сме кај Социјалдемократскиот сојуз, она што е евидентно во овој момент при поделбата на власта во Македонија дека практично со оваа држава владее ДУИ. Најголем дел од оние значајни нели ресори, особено во финансискиот и во економскиот дел ги има токму ДУИ. СДСМ има министерства кои се, како да кажам, помалку важни барем во делот на распределба на пари. Па во жилбата Заев да состави влада, односно да го обезбеди потребното мнозинство и согласно повторно ќе повторам неговите преговарачки капацитети и што се е спремен да понуди, да стави на маса само за да ја задржи власта, можеме и така да ги анализираме коалиционите. Дали вие како ВМРО ДПМН би дале вакви остапки само за да дојдете на власт, односно практично да му дозволите на Али Ахмети да биде поголем папа од папата, поголем премиер од премиерот во земја? Па не би вака сега одела индивидуално дали ќе станува збор за Али Ахмети, дали ќе станува збор за Алијанса на албанците или за било кој. Коалицијата на ВМРО ДПМН и во минатото и сега, но и во иднина ќе се темели врз основа на програма која што ќе биде заедничка и каде што ќе имаме исти цели, а тоа е напредок на државата. Можеби затоа не можете коалиција да направите. Нема да се темели, па не би сакале да имаме коалиција по секоја цена и одбиваме тоа да го правиме, не сме го правеле. Кога ќе направиме коалиција врз основа на програма и врз основа на заеднички интереси за државата, тогаш можеме да зборуваме дека правиме добро на сопствениот народ и на сопствената држава. Се додека одиме на бизнис делки, се додека се фокусираме само да ја задржиме власта по секоја цена, ние ќе имаме погрешни политики во државата. Она што вчера беше актуелно во медиумите, оној заеднички или онаа поддршка на ВМРО ДПМН за законот за легализација на дивоградбите. Наидовте малку и на критика по нешто можам да го видам на социјалните мрежи. Зошто ВМРО ДПМН гласаше за овој закон? Благодарам на прашањето и драго ми е што имам можност да објаснам пред јавноста за што станува збор, затоа што јас сум сведок дека во медиумите има реторика насочена да, малтене дека вие сте ги спасувале, ако добро забележа, вие сте го спасиле Стефче Јакимовски, вашиот коалиционен партнер, па и некои други имиња се вадат кои вие сте ги спасувале наводно со гласањето за овој закон. Дозволете ми сега ќе објаснам. Значи прво она што е важно е дека станува збор за
предлог законско решение кое што доаѓа од владачкото мнозинство, односно од Социјалдемократскиот сојуз и не доаѓа на предлог од ВМРО-ДПМН. Оние тези кои што се лиферуваат во јавноста дека станува збор за амнестија за господинот Стефчо Јакимовски за зграда изградена во Хром, можеме ние да го погледнеме тоа друг агол и да се запрашаме дали ова станува збор за амнестија за Зоран Заев, за случајот за кој што е сомничен за Цареви кули, каде што има изградено хотел. И трето, дали оние постапки кои што ги имале градоначалниците од редовите на СДСМ, наместо да ги процесираат, ги држале во фиока, па знаеме дека тоа сега би повлекло и кривична одговорност за непостапување. Она што беше особено важно и зашто ВМРО-ДПМН беше обвината е дека станува збор за предлог законско решение со кое што сме дале поддршка да се легализираат и бесправно изградени објекти во заштитени подрачја, што го демантирам. Зошто? Од причина што во законот јасно е наведено дека за таквите објекти надлежно и одговорно треба да даде мислење институцијата која што е надлежна за тоа подрачје, дали станува збор за министерството, дали за градоначалникот и слично. Сега, ако зборуваме за случаи како матка, да речеме. Зборуваме за случаи во кои што треба надлежни министерства да дадат мислење дали е тоа позитивно или негативно. Ако праксата на функционерите од Социјалдемократскиот сојуз е да го заобиколуваат законот и да даваат мислење согласно сопствените интереси, тогаш треба да се запрашаме кога и како ќе го промениме тоа. Значи вие демантирате дека ова е практично амнестија за криминалот. Да, демантираме од причина што е предлог законско решение кое што доаѓа од страна на владачите. Па добро, можеби вие сте се договориле со СДСМ. Па добро, тоа се тези кои што се обидуваат да ги наметнат при Јас се обидувам да бидам адвокат, нели, на овие тези кои синоќа буквално ги читав и малку повеќе ме заинтригира. Во однос на соработката на ВМРО-ДПМН со СДСМ имаме еден генерален став дека се она што е на европската агенда во Македонија треба да се поддржи, ВМРО-ДПМН ќе го поддржи. Тоа е официјален став на вашата партија. Но еве сега Мила Царовска, овие монструозни реформи во образованието кои предизвикуваат огромно незадоволство кај граѓаните, сака да ги протне со европско знаменце. Ако се навратиме наназад од самото превземање на Министерството за образование од страна на Мила Царовска, можеме да дојдеме до заклучок дека образованието е експеримент, со кој што сите политики и концепции кои што беа понудени од страна на Мила Царовска завршија неславно и се неприменливи. Зошто го зборувам тоа? Јас секогаш се обидувам да се вратам наназад, да направам една анализа зошто сега, токму во овој момент, доаѓаме до ваква политичка неусогласеност помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, а тоа е се на штета на граѓаните. Уште на почетокот на учебната година 2020-2021 ние имавме одложен старт на учебната година, што поради ковид кризата, но беше и поради нефункционалноста на бомбастично најавуваната национална платформа која што требаше да биде дел од образовниот процес. Додека апелиравме и зборувавме дека станува збор за проект кој што ќе биде неуспешен, кој што има многу недостатоци, ние бевме обвинувани дека не сакаме образовниот процес да добие или да подлежи на било каква реформа, па видовме дека и на така одложениот старт на учебната година националната платформа ниту профункционира и до ден денес немаме одговор зошто тоа се случи и колку финансиски средства тоа ја чинеше Република Македонија. Понатаму, сега доаѓаме до дигитализација, така наречена дигитализација на образовниот процес, чија цел е укинување на учебниците. Која сакате земја да ја земеме, да ја анализираме, дали од Европската унија, дали од регионот, ние можеме да дојдеме до заклучок дека учебниците се основно средство за едукација на ученици. Но пак им учебници само ќе бидат на тој таблетот што го најавува. Зборуваме за печатени учебници кои што се унифицирани, кои што се од автори и кои што
образовниот процес на ученикот се заснова на учебник, а дигитализацијата во развиените земји е присутна и овозможува на учениците да го прошират можеби своето знаење, да истражат и слично, но е сегмент кој што е второстепен. Како првостепено средство за едукација е учебникот. Зошто се случува сега токму тоа? Дали станува збор за некакви лукративни причини на министерката? Јас гледам шпекулации во јавноста дека таа дигитализација ќе чини Република Македонија 125 милиони евра годишно, дека ќе биде увезана од некоја соседна држава и така натаму, но тоа е све на база на шпекулации кои што не ги тврдиме, но бараме одговор дали е тоа така. Ние немаме апсолутно никакво образложување зошто, како, кој ќе ја спроведе оваа дигитализација, на кој начин, колку ќе чини. Мила Царовска многу наликува на Никола Тодоров, кога беше министер од ВМРО ДПМН и кој исто така постојано имаше одредени фикс идеи, па буквално да кажам дека од докторите направи писари кои сега внесуваат таму и пишуваат во тој мој термин, не знам како се викаше тој системот во кој се внесува се. Мила Царовска очигледно е насочена кон тоа да ги спроведе сите работи колку и да не се популарни. Еве, имавме ситуација во која родителите реагираат, бараат средби, ги одбива, арогантно им вели да тоа што го зборите вие лага, со еден подценувачки, арогантен тон. Па се сеќавате сега кога беше и потребна дебата за државната матура, министерката Царовска одби да не се сретна со засегнатата страна и со образложение дека станува збор за контакт со заболено лице и дека поради истото ќе оди во изолација. Мене здравството ми е сензитивна тема, не можам да тврдам дали тоа било стварно така или не, но перцепцијата помеѓу граѓаните беше дека тоа е само едно оправдување зошто не се сретнува истата со студентите. Со студентите. Сега, истото го прави и со родителите, кои што, како што можеме да видиме по Facebook групата, брои над 75.000 членови, тоа е сериозна бројка. Тоа се родители на ученици кои што бараат да бидат сослушани, бараат да им биде образложено зошто и на кој начин ќе се спроведува дигитализацијата. Јас видов за жал во соопштението од кое што произлезе од таа средба дека била пратени некои некомпетентни кадри, дека записникот средбата се уште не име пратени, како што гледам еве се организираат за мирни протести во веќе утре по повод на арогантниот однос и ќе ги поддржи ли ВМРО ДПМН овие протести? Јас можам само да кажам дека доколку родителите сметаат дека ваква концепција е неприфатлива, доколку немаат добиено образложение за истото и сметаат дека истото треба да биде повлечено, имаат легитимно право да го изразат своето незадоволство преку мирен протест. Но, она што можам да го потврдам е дека ВМРО ДПМН, доколку овој закон повторно се најде во собраниска процедура и дојде на дневен ред, ќе ги искористи сите механизми за да го стопира донесувањето на ваков предлог закон. Она што е тема ово утро, се извинувам малку ќе ве прекинам. Израелската војска прво најави па демантира. Нема копнена офанзива на појасот Газа. По нападите од страна на терористичката организација Хамас врз Израел одговори нели со контранапади, но и најави дека копнено ќе влегува. Сега тој најавен копнен влез излезе дека веројатно е некаква како да кажам спин на израелската армија за да се види од каде ќе излезат сите оние терористи на Хамас и како ќе одговорат на се тоа. Се води буквално војна на улиците на Израел. Државата, односно IDF, Israel Defense Forces, се навистина подготвени и спремни да се пресметаат со тероризмот. Можеби ова е, нели, како да кажам, прашање на кое не му е место во македонската внатрешна политика, но ние не гледаме дека македонската држава, односно Министерството за надворешни работи, дава било каква поддршка на Израел. Ние не видовме ни Министерството за надворешни работи да
да прати било какво известување по однос на многу работи кои што се важни за Република Македонија, па од тука и на крајот од денот во Израел живеат и јас познавам, само јас познам 20 луѓе со потекло од Македонија, евреи кои имаат и двојно државјанство, нели? И живеат во моментов во Тел Авив, барем да им даде некој совет како да се однесуваат, можност да се вратат назад во случај, дури ни такво нешто не направи. Точно, и ајде, можеби се многу зафатени со ова европска агента во моментов која што е. А можеби Бујар Османи и неговото гласачко тело се позаинтересирани за Хамас, од што се заинтересирани за една суверена држава како нашата. Ги губиме ли ние полека атрибутите на тоа да се биде држава? Ова со Израел еден минорен пример, значи за однесување кое би требало да го има една земја во вакви ситуации, но ние се повеќе ги губиме основните атрибути. Баш буквално некни бев во некое друштво каде што ми раскажуваа како двајца бизнисмени сега пред неколку месеци буквално се пукале во една скопска општина. Знаете ли зошто? Затоа што едниот му го земал државниот тендер на другиот и фатил подобри врски кај власта. Замислете до која ситуација дојдовме ние во Македонија, да се пукаме со пиштоли, да се пукаат за државни тендери. Кажав и на почетокот и ќе повторам, одбивам да прифатам дека тоа станува секојдневие во Република Македонија. Одбивам да прифатам дека во Република Македонија нема апсолутно никакви принципи и процедури кои што се следени во власта, и поради тоа активно ќе зборувам и ќе се борам поради ваквиот начин на спроведување на политики. Криминалот е буквално во секоја сфера и пора од општеството. За тоа одговорност не понесува ниту организаторот, ниту оној кој што е главен причинител за тоа. Секогаш одиме на казнување на пониските, како да ги кажам, луѓе кои што се можеби вклучени во процесот, се на некои службенички позиции, ќе бидат, како што гледаме во случајот со пасошите, ќе им бидат определени казни од околу 2 години, година и пол, 2-3 години, и ќе го завршиме ние сето тоа и ќе го презентираме, најстрашно ќе го презентираме пред јавноста како спроведување правда, демократија, дека немаме милост кон сите, а напротив само представува чин со кој што власта имаме ситуација во која себе. Боки 13 и Зоран Кичец, му го заборавив презимето, кои носеа торба со пари, сега се на слобода, а Јордан Орце Камчев кој ги откри како рекетираат заедно со Катица Јанева, која исто така е во домашен притвор, е во затвор. Значи, оној кој го откри криминалот на СЈО е во притвор, а оние кои го направија криминалот на СЈО се во домашен притвор или слободно. Па, ние бевме сведоци дека во судница слушнавме каде треба да ги побараме парите од рекетот, па господинот Зоран Заев не беше ни повикан на информативен разговор по однос на таа изјава, така што мене не ме изненадуваат ваквите потези. Ке се вратиме пак на темата евроинтеграција. Она што исто така е забележително низ медиумите е дека пропагандната машинерија на власта создава една антифранцуска реторика. Можеме да видиме по плејада на медиуми, нивните, нели, како се вика, аналитичари, не знам кога ќе почне во државата да се прска против аналитичари, сите стана аналитичари, и експерти, но излегуваат тие експерти, не изборуваат Макрон бил лажго, Франција не мразела нас и не сакала да се интегрираме во ЕУ. Од каде доаѓа сега оваа омраза кон Франција? Знаме и у Втора светска војна бајба ми кажуваше за германците, за бугари. Од каде излезе ние французите да ги мразиме во 2021 година? Па тоа е резултат на немање аргументи, тоа е резултат на немање успех. Тоа е пракса која што Социјалдемократскиот сојуз секогаш ја прави. Вие, еве, сведоци сме дека за ниеден погрешен чекор власта не го насочила прстот кон себе си да каже ние сме виновни и на крајот на денот само едно морално се извинуваме кон граѓаните. Дури завчера, гледајќи една дебатна емисија, еден велелепен аналитичар на власт изјави дека Емануел Макрон е тој што излажал за датумот, а не е Зоран Заев.
А уште од првиот момент од кога Заев кажува дека има датум, нема датум. Така што не знам кога Макрон излажува. Јас би апелирала кон Социјалдемократскиот сојуз да не го прават тоа на Република Македонија, да не ги нарушуваат и така лошите преговарачки процеси, да запрат со таа реторика и напад кон многу големи, втора најголема сила во Европската Унија. Вие сте колку? 2 недели сте портпарол на ВМРО-ДПМН? Да. И како се снаоѓате со новата функција? Како ви изгледа работниот ангажман? Од секогаш сум се прашувал како изгледа денот на еден портпарол. Па со Волку многу настани на дневно ниво е доста бурен. Денот започнува од рано наутро со многу податоци кои што треба да се анализираат, за кои што треба да заземеме став како гласноговорници на ВМРО. Како оди тоа? Еве, например, сега ја ве прашувам за Израел, ви се јавувам како новинар и ве прашувам кој е ставот. Вие со кого се консултирате? Со председателот, со раководството? Како изгледа тоа? Ме интересира. Во ВМРО-ДПМН има политичари кои што многу добро ги познаваат и работите од надворешната политика, но и внатрешната политика, така да не се консултираме конкретно само со председателот на партијата, напротив имаме тим кој што не храни со податоци и тоа е одлика на сериозна политичка партија. Колку време членувате во ВМРО-ДПМН? Па од моите 18 години од кога имам можност законска да бидам член на политичка партија. Би можело и порано, но сте немале законска можност, претпоставам. Имаше во Македонија еден случај, ако не се лажам, оно исто од ВМРО-ДПМН е Петар Богоевски, тој си има станато функционер на партијата на УМС на како се вика тоа, на ЦК, на 16 години, па кривично го гонеле тој што бил тогаш генерален секретар на партијата. Еве, може би да се направи тоа, да се отвори и за малолетници партиите, барем некои адолесценти 15-16 години, затоа што се повеќе може да се види. Еве, сега по интернет гледам, по YouTube, по тие подкасти што ги прават деца, уште од најмала возраст појавуваат политички афинитети. Да, но нели согласно законските решенија на 18 години со стекнување на полнолетството вие веќе имате право да правите. Претходно сте имале функција? Не сум имала функција. Јас веќе сум во политиката многу одамна, но функција не. Изминативе години можам да кажам поактивно се занимавам, бев дел од кабинетот на председателот Мицкоски. И некако така сега со промените и со оние кадровски промени кои што не се новина во ВМРО-ДПМН, јас тоа континуирано го кажувам. Ние целиот изминат период на скоро секоја седница на извршниот комитет правиме некакво освежување со нови кадри. Тоа представува само навистина доказ дека ВМРО-ДПМН од секогаш била и е отворена партија за луѓе кои што сакаат да го споделат својот капацитет. Каква атмосфера е политичка партија за личен развој на еден млад човек? Тоа е едно прашање кое веројатно интересира и јавност, особено доколку се знае дека во Македонија партиите се повеќе стануваат агенции за вработување, младите се зачленуваат како би нашле место негде за да извадат некои 20-30 илјади и да преживеат во месецот. Па токму и една од причините поради моето активно вклучување е да ги сменам и да ги променам тие, како да ги наречам, стереотипи во општеството, дека во политичките партии членуваат само луѓе кои што немаат капацитет, се борат за работно место и останати други стереотипи. ВМРО-ДПМН не е политичка партија во која што членуваат луѓе заради интереси, напротив, тоа е љубов, идеологијата на примарната идеологија на политичката партија Република Македонија, и тоа е патот по кој што сме се движиме и ќе продолжиме да се движиме. Нас, членовите и луѓето кои што се занимаваме и сме дел од таа политичка партија, ни е должност тоа да го негуваме, се со цел да го ставиме на идните генерации. Така што сметам дека желбата за активно вклучување во политиката пред се ми извира од потребата да го променам ставот кој што граѓаните го имаат кон политичарите, дека станува збор за нечесни луѓе. Па добро, малку ќе ви биде тешко, морам да признам, особено кога ќе ги видиме оние податоци, кој бил имотот на некој функционер пред да стапне на функцијата и кој имотот кога ќе излезе од функција. Таму гледаме едни
радикални разлики од 20, 50, 100,000% Ворен Бафет на годишно ниво си го зголемува секоја година во просек од кога работи до денес за 10% својот капитал, нашите политичари се далеку подобри од Ворен Бафет во овој процент. Па јас пред некое време слушнав една анализа дека жените во политиката генерално се подлежни само 15% на корупција и на слично, за разлика од мажите вклучени во политиката, каде што стапката вели дека 85% да, жените се Ама добро, па во Македонија имаме и жени кои навистина се... Но знаете како? Мојот став е дека доколку ние вака го дискутираме и дебатираме ова, или јас во кругот на моето најблиско обкружување само велам дека тоа не може да се промени, дека тоа е едноставно стекнато право, дека сите тоа го прават и не правиме ништо, само зборуваме во негативна конотација, тогаш работите на вистина нема да се променат. Но ако почнеме од некаде, ако знаете 30 години наназад ние имаме горе-доле генерално политичка слика на политичари кои што континуирано се во политиката и можам да го разберам мислењето на граѓаните зошто имаат таков впечаток кон политичарите. Така што јас сметам дека не треба само да зборуваме, треба да делуваме и тоа е најдоброто нешто што еден граѓанин може да го направи кон сопствената држава. Кога сме кај жените во политиката, во Македонија само една жена е константа, тоа е Радмила Шекеринска, но сепак Радмила Шекеринска се повлекува од функцијата заменик председател на СДСМ. И она што е јасно е дека викендов ќе се избере нов заменик председател. Што мислите, зошто Шекеринска го направи ова? Јас чув и некои најави дека дел од градоначалниците кои сега се од СДСМ, особено во Скопскиот регион, нема да бидат кандидирани од Зоран Заев, односно самите ќе се повлечат како би направиле нова политичка партија која ќе се вика Социјалдемократска иднина. Ова е спекулација. Она што Зоран Заев се обидуваше минативе години да го направи на ВМРО ДПМН е да има раздор, да има подолби во партијата, да се формира нова партија, да има вонреден конгрес кој што видовме дека не се одржа воопшто. Сега некако како бумеранг му се враќа на Социјалдемократскиот сојуз, но по природен пат. Не е поле на мој интерес она што се случува внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно е дека има недоразбирање. Добре, еве сега ќе ме прашам нешто што сигурно е поле на ваш интерес. Дали вие би стапиле во коалиција со партија која би произлегла од СДСМ? Па јас не можам сега да ви одговорам на вакви работи кои што се хипотетички поставени. Што би било, кад би било, да, што би рекле србите. Затоа што јас не гледам во моментов таква политичка партија. Нека си ги решат Социјалдемократскиот сојуз во својата партија нивните проблеми кои што очигледно дека ги има, она што е полен интерес на ВМРО ДПМН е Република Македонија и ништо друго. Република Македонија и ништо друго, но Република Македонија веќе на хартија не постои, сега сме Република Северна Македонија. Како ви оди со прифаќањето на оваа реалност? Тоа е наметната реалност која што повторно произлезе од Социјалдемократскиот сојуз, да, и дава безброј ветувања дека со решавање на спорот со Грција и со потпишување на така скандалозен договорот каде што всушност и во самиот договорот преспа се наруши идентитетот на државата, затоа што името е идентитетот, но прифаќањето не оди воопшто ниту лесно, ниту позитивно, од причина што ние ветувањата кои што ги добивме од господинот Зоран Заев дека Република Македонија ќе стане членка на Европската унија со преземање на таков чекор, гледаме дека не се оствари. Митева, ти благодарам многу за ова гостување ова утро. Вие сте нова на вашата функција, нели, портпарол во ВМРО ДПМН. Имате помош од двајца джентлмени, од Наум и од Димче. Да. Но сте сепак тим, ви функционирате како еден. Да, можам тоа го потврдувам и гарантирам.
Јас можам Не те гледаат како конкуренција. не постои Пошто, таков. знаете, јас да бев на нивно место, би ве гледал како в конкуренција, сепак, нели сте дама, изгледате поубаво и веројатно ќе добиете повеќе простор во медиумите од нив двајца. Не, јас не би го тоа дефинирала така. Димче и Наум, кои што го имаат стекнато кредибилитет, огромно искуство, ги познаваат многу добро работите и одлично си ја вршат својата работа. Јас сум само нов член во тимот кој што ќе продолжи гласно да зборува против неправдите. Ви благодарам многу за Уште еднаш ви вашето благодарам на поканата. гостување. Денес сме 14 мај 2021 година. Јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на Лидер ФМ. Техничката реализација ово утро беше на Мартина Костандинова и Јане Јанков. Заврши уште еден утрински подкаст на Радио Лидер. Се слушаме и се гледаме во понеделник со исто така интересни теми. Ќе пробам да најдам соодветен гостин со кој би можел да разговарам за израелско-палестинското прашање. Веќе имам на ум еден или двајца. Слушајте 107,4, следува одличниот радио Подиум и нормално читајте lider.mk затоа што секогаш сме проверени, објективни, независни и пред се критични.